Финансиската полиција ќе стави фирмата Нефа Мебел под лупа. Под опрен глас од медиумите ќе се истражува дали собствениците и управителите кои се запишани во Централниот регистар оствариле заработка на туѓ грб. Вработените во еден од салоните на Нефа Мебел денес не беа на своите работни места. Вратите на салонот и понатаму остануваат заклучени. Во меѓувреме, дел од изреволтираните граѓани, кои откако на лице место увиделе дека освен празна каса и затворени врати во салоните нема ништо друго, се упатиле во државниот пазарен инспекторат. Само од Скопје утрово пријавиле над 15 граѓани, а се комплетираат пријавите и од другите градови. Сепак, секој од граѓаните најверојатно ќе биде упатен и на поднесување на поединечна тужба пред надлежниот суд. Од Сабајле добиваме премногу приставки, така да најверојатно дел од инспекторите веќе излегува на терен. Пред се мораме да утврдиме зашто се работи, за да може да утврдиме кој субјект, дали субјектот се уште тука, за да може се тргне со постапки. Па пред се оние си ги имаат сите потребни документи, може да доаѓаат и до пазарниот инспекторат, до организацијата на потрошувачи, меѓутоа пред се тука се работи за класична измама. Најверојатно овој случај ќе треба да си го превземе МВР. Еден од оштетените граѓани не сакаше да зборува пред нашата камера. Во телефонски разговор тој посочи дека однапред платил над 25.000 денари, но нарачаниот мебел не пристигнал на неговата адреса. Граѓанинот се пожали на пасивност на институциите. Во саботата Сабајле и доаѓаме пред салонот на Нефа во градски трговски, заклучен и испразнет. Само еден кревет внатре и една гарнитура. Бевме чудоневидени, бидејќи ваква една работа е невозможно да се случи. И органите за безбедност воопшто да креваат реакција, односно да кажуваат чија надлежност што било и како било и каде да одиме. Ја веќе во ништо не верувам. Јас само сакам да ги добијам правите информации. Случајот ќе го чешли обвинителството во сработка со МВР. Оттаму велат дека се уште работат на прибирање на информации. Нефа Мебел е во собственост на српската компанија Холдекс, а последната управителка Јулијана Вицо не е македонска државјанка. Телефонските броеви со Нефа не се во функција. Оваа фирма магично прво исчезна во Србија кога фабриката се затвори, а 300 работници останаа на улица барајќи си ги за останатите плати. Во меѓувреме српските медиуми пренесуваат дека рускиот инвеститор Андреј Ходашевиќ во отворено писмо до јавноста тврди дека ќе им бидат вратени парите на купувачите, а платите на работниците исплатени.